почитуван премиер, почитувани министри, почитувани колеги пратеници, средствата за јавно информирање си отишле, почитуван подпредседавач. Од оваа говорница сакам денес да поставам 3 прашања. Двете прашања се за Министерството за култура, а едното прашање ќе биде до премиерот, доколку сака да ми одговори. Имено јас долги години работев во Струмица, во Струмичкиот театар, 27 години, и во изминатиот период добив некакви забелешки од граѓани од Струмица кои сакаат да го искористат моето присуство овде како пратеник во собранието и да поставам прашање кое за нив е многу важно. Имено, сакам да знам, кога ќе го поставам прашањето, што ќе ми се одговори, истовремено да знаат и тие луѓе во Струмица кои ми го поставија ова прашање. Во Струмичкиот театар, односно во Струмичкиот центар за култура Антон Панов, сега суштествува директор кој е со средно образование. Веќе 2 години и кусур. Луѓето сакаат да знаат, ако е веде директор, колку време му трае тој мандат, зошто 2 години се нема на распишано конкурс, кои се условите во конкурсот за да бидеш директор на таква институција и кои се твоите обврски како директор на таква институција. Станува збор за човек кој истовремено е и директор на фестивалот Ристо Шишков и заменик или не знам управен одбор на карневалите, односно на она што се вика карневали во Струмица. Јас нема да навлегувам во квалификацијата на тој човек, знае или не знае, но ако и во предизборната кампања, а и овде се заложуваме за многу млади, односно за факултет, за луѓе да завршат високо образование, ако вакви работи правиме во една културна институција која е долги години присутна во нашата татковина, 70 години, не е 60, не знам точно колку беше јубилеот, не е добро. Значи, очекувам Министерството за култура во најможен краток рок да ни одговори дали размислува да го смени овој човек или, ако не го менува, зошто не го менува? Односно да ни ги објави критериумите по кои се става директор на таква институција. Второто прашање. Исто до Министерството за култура. Негде февруари месец јас овде зборував околу критериумите за распределба на финансиските средства по разни културни институции, каде што обрна внимание за многу нелогичности. Тогашниот министер за култура се заложи дека ќе се направила една надзорна расправа во која ќе се протолкуваат нештата и ќе се исправело нешто. Таа надзорна расправа, за жал, почитувани мои, траеше само 1 ден, во која не се донесе никаков заклучок, нити никакво решение. Финансирањето по институции продолжи понатаму, онака како што си беше претходно договорено. Кој бил задоволен? Задоволен, кој не бил задоволен? Не бил задоволен. Во таа распределба на тие финансиски средства, сите знаете дека многу фестивали, културни институции и така натаму, кои функционираат со години на овие простори, не добиле многу пари онолку колку што побарале, добиле многу помалку и тие реагира. Во меѓувреме нешто се направи околу измената на сето тоа, па се додава уште неколку, негдека се додава некакви средства и така натаму, но тогаш уште Комисијата за корупција, Државната комисија за корупција, требаше да изготви некакво решение, но еве го конечно го имаме, каде што, ова е сега прашањето, Државната комисија за спречување на корупција вели вака. Во услови кога Министерството својата стратегија ја нема изразено, не, прво вели, примената начин и бодирање на проектите овозможува голем субјективизам, калкулации на дворешни влијанија, клиентелизам и од страна на членовите на комисиите и влијание во одговорни и овластени лица, како од самото министерство, така и од надворешните личности. Во услови кога Министерството нема своја стратегија и така натаму, изразена во поддршка, се случува ова што се случува. Но истовремено замислете, Комисијата за Државната комисија за корупција не може да утврди поединечна одговорност кон лица кои учествувале во распределба на средствата со годишната програма. Значи, констатирано е дека има неправилности, дека има влијание, а не може да одреди одговорност. Како не може да одреди? Кој ги бира тие комисии? Кој се подпишува на тие комисии? Кои се тие луѓе? Имаат ли тие председатели на комисии кои дале вакви или онакви пари подпис врз основа на одлуката
Како може да нема? Овде има од Државната комисија за спречување на корупција исто сега на заложби или некаков предлог како треба понатаму да се делат парите. Сега сакам да знам истовремено сите културни институции доколку и следнава програма вака биде со вакви распределби, кој ќе биде одговорен? Ќе има ли некој да подели одговорност за оваа работа? Пред 2-3 дена или кога беше, слушнавме дека Интерфест од Битола 12.000 евра е скратен. Зошто? Не знаеме. Нема нигде одговор. И третото прашање е до премиерот. Имено јас сега пред малку бев сведок на дебатата која се водеше помеѓу мојата колешка Магдалена Манаскова и премиерот околу овие суштествени работи кои се случуваат со нашите соседи од Република Бугарија. Јас би сакал нешто друго да прашам. Нашите соседи од Бугарија велат: немојте вие да се занимавате со минатото. Гледајте ја иднината. И премиерот сега пред малку истото ни го кажа. Гледајте ја иднината. Точно така, тоа го вели великиот Достоевски. Но што бараат тие во минатото? Што бараат тие кај Гоце Делчев? Ако минатото не е важно. И зошто Гоце Делчев? Целото Илинденско восстание и Цар Самуил? Ние немаме одговор на тоа. Затоа што Гоце Делчев, Даме Груев, Питу Гули и така натаму, Јане Сандански се во нашата химна. Значи ли тоа дека алудираат на нашата химна? Ние немаме одговор за тоа. Ако се пријатели, претпоставувам дека не треба така да прават. А ако веќе толку им се важни тие луѓе, и ако се нивни, зошто од нас чекаат одговор да им ги дадеме? Тие не се предмет, па да, еве ваши се. Тоа е предмет на научна расправа. Значи, излегува председателот Румен Радев, состави тим во кој тврдат, нели кажаа што кажаа, и излегуваат со соопштение. Ние не можеме да ја заложиме нашата Република Бугарија за да може Македонија да влезе во Европска унија, односно да почне да преговара. Захариева излегува и вели: Македонија е национална кауза на Република Бугарија. Ако е кауза причина, тога што е последица? Излегува големиот Каракачанов и вели: доста беше со љубовниот состанок со Република Македонија, Северна Македонија. Така тој вели. Вели дека многу македонски политичари, кога биле опијанети или седеле на маса па пиеле алкохол, биле многу големи бугари. Нели е тоа навреда? Ако ние овде во Република Македонија почнеме да зборуваме така за нашите пријатели од Бугарија, кај ќе ни биде крајот? Ние не сме проговорили еден збор со таква содржина, така, во интерес на пријателството, во интерес на оно што се вика заедничко живење. Но не можете вие во минатото да чепкате онака како што вие сакате, а ние да не смееме да го чепкаме минатото. Тога што правиме со минатото од 40 до 45 година? Односно додека сме почнали да постоиме, нели, од 45-та според некои ние постоиме. Што правиме со тоа минато? Што правиме со Кузман Јосифовски Питу, со Мирче Ацев, со Страшо Пинџур, со Благо Јанков Мучетов, со Сандо Масев, со Герас Цунев и така натаму и така натаму. Што правиме со тие луѓе? Дали еднаш нашите пријатели од Република Бугарија не си имаат извинето за она што го направиле? За да бидеме пријатели. Јас не знам дали е ова многу што го барам, но зошто ние немаме тим кој ќе треба да се спротивстави не за да бидеме непријатели, него за да имаме еднакви исти позиции на преговори. Да имаме еднакви исти позиции за иднината која треба да ја градиме. Свесен сум јас дека е минатото таму, но не можеме ние да одиме во иднината без минато. Не можеме да одиме во иднината ако некој основните имиња и презимиња кои ни се внесени во химната ни ги присвои за своји, односно да ги поделиме со нив. Зошто да ги поделиме? Не знам, ако се нивни, се нивни. Ние не велиме дека Аспарух е наш. Ние не велиме дека Пеју Јаворов е наш. Ние не велиме дека Елин Пелин е наш. Или Стоичков, односно Јорна Радичков и така натаму. Дали сме поднеле такво некој барање? Не. Зошто они го спорат тоа? Значи, ние треба да ја гледаме иднината, а тие во минатото да оделе. Мислам дека, господине премиер, треба да се состави тим кој ќе треба на вакви провокации да одговори соодветно од наша страна. Јас знам ние во која позиција сме, не сакам да го негирам она што е постигнато, но сакам да укажам на некои многу важни работи, кои мене како човек ми сметаат и како дел од ова собрание, а исто така на оние кои ме бирале, со кои имам пак до некаде скоро секој ден средби.
Тоа се исто заложби на наши луѓе, македонци, кои живеат во оваа држава. Ви благодарам многу. Ви благодарам.